Македончињата од Голобрдо не им се израдуваа на книгите кои со нескриена радост ги очекуваа, за да може откако ги научија буквите да прочитаат по некоја книга на македонски јазик. И по 2,5 часа убедување вработените од царинската испостава на граничниот премин Блато од албанска страна не дозволија книгите да го продолжат патот. Изненадени сме, шокирани сме, не знам што е ова, не знам за какви тоа списоци на дозволени или недозволени книги се работи. Навистина вакво нешто не очекувавме. Се работи за најобична хуманитарна пратка од книги за деца, боенки, детски прибор за школска возраст. Албанските цариници поставиле серија барања, дел од нив речиси невозможни. Најпрво вели ни побара примач на донацијата да биде општина, а не невладина организација. Кога тоа го решиле со општина Требиште, царинските работници излегле со уште неколку, меѓу кои нешто што се нарекува апсурд. Да ги прашаме авторите на тие книги дали се согласуваат да бидат несени во Албанија. Па на крајот кога се изрази спремност по долги убедувања и објаснувања, па изразија спремност да не пуштат, рекоа па може има една можност без овие листи да поминете, ама ако дојде овдека представник од подрачна единица од Булчиза, за да може да биде присутен кога ќе се отвора пакетот со книгите. И тамам се согласивме на тоа, дојде 4 сатот, кога веќе не работи Министерството за образование. Ѓорѓе Јолески, актер и председател на Комисијата за култура во Дом, категоричен дека акцијата нема да престане и од книгите ќе стигнат набрзо до децата во Голобрдо. Оваа акција нема да запре, ние ќе ги добиеме сите можни и неможни документи, сите можни и неможни списоци, тогаш ние ќе продолжиме со собирање на книги и ќе отидеме да ги даруваме. Царинскиот работник одби да даде изјава пред камера, велејќи дека не е овластен. Во разговорот со вашиот известувач, Кусо рече дека недостасува потребен документ од Министерството за образование на Албанија, односно авторизација врз основа на каталогот на Министерството.